Батеријата или тука? Тамо. Не забравам да батерија. Шикаме мои тука. Тешко дека тука би не можеле да најдеме ние монета, али теренот е доста побаран. И честно што би се рекло, али и пробам, сраќата никој пат не се знае дека. Монета може да биде ова монета. 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 Да видиме само на кој припаѓа. Базилео Филип. Ова е монета од Филип Пети. Видеа. Малку лошко вртец, дали важна монета? Монета, точно од овој период. Ега пукне. Застанили тука да се одмориме малце. Ево така. Може да седнеме, ето тука седнем така. Се сеќаваш кога прв пат беме тука негде во текот на февруар месец. Ама тој ги паса новише нешто по-друго беше. Имаше по некоја монета, сега веќе многу тешко се наоѓа монета. Имавме среќа да најдеме една монета. А да те прашам јас нешто, ти историјата познаваш, зашо баш на овој место, каква стратегија имале тие античките македонци за да изградат град на овој терен тука? Уште античките извори говорат дека на патот од Солун кон Стенај преку Дојран се наоѓала станицата Тауријана. Што значи прашањето за Тауријана и ден денеска се поставува бидејќи не е решлива загадка сега за сега. Местото кај што се наоѓаме и објектот кој имаме прилика да го видиме сега, ни дава за право да размислуваме дека можда
на овој дел и на ова место се наоѓа античката Оријана, бидејќи тука се работи за една голема населба. Населба која се протока на југ, надвор од зидините на самиот град и преку патот кој води кон Дојран. Ова исто така може да го потврдиме и со монетните наводи кои се на ова место најдени. Најголем број од монетите потекнуваат од времето на Филип Петти, Персеј, како и од автономните градови и области, т.е. се однесува пред се на градовите Пела, Тесалоника и Амфиполис, како и монети со надпис Македонон и исто така се однесува и на областа Ботеја и Амфасион. Она беше дел од историјата за овој локалитет, али мислам дека ние треба да продолжиме и понатаму со работа, за да навистина ги потврдиме оние наши размислувања. На ден 31.10.2000 година на локалитетот Мала Боска во близина на селото Ѓупчели е пронајдена една монета. Монетата е на македонскиот владар Филип Петти со представи на авесот Херакле, а додека на реверсот дабл венец во централниот дел харпа. Горе монограм ДАИ. Посебна гордост на ова моја збирка е збирката од монети кои припаѓаат на пајонските владари. Ми се чини дека е и најбогата во Македонија. Имаме направено еден редослед на пајонски владари. Од првиот за кого мислиме дека ковал монети тој е Теотаос, па до последниот за кој мислиме дека исто така ковал монети, тој е пајонскиот владар Дропион. На оваа фотографија е прикажан пајонскиот владар Леон, синот на Ауделеон, за кого до скоро се мислеше дека и не ковал монети. Денеска јас од него располагам со 5 примерци на монети кои представуваат моја лична гордост и мислам дека не постои негде во светот со кој некој би се пофалил дека поседува 5 монети на овој пајонски владар. Најверојатно присуството на Персија на овие подрачја со нивното доаѓање 514 година пред нашата ера, најверојатно дел од рудното богатство е отстапено на користење на овие пајонски заедници, со тоа што они треба за таа услуга да плаќат и соодветна давачка на персијанците, а тоа се гледа преку монетите кои што биле ковани на овие подрачја, се најдени денеска во Египет или во Сирија, на денешните подрачја, да кажеме, на Мала Азија. Што значи дека дел од тоа богатство што го собирале персијанците го однеле таму и како доказ, всушност, тоа укажува на големото плодно нумизматичко работење на пајонските племиња на овие подрачја. Колекцијата Шалдаров поседува некаде околу 700 најразлични типови на монети кои се исклучиво ковани на територијата на античка Македонија. Но во оваа колекција може да се видат и златен статер од Филип II, кој е исклучителен редок, примерок на овие подрачја, и голем дел на други монети кои на некој начин успеа да ја збогатат оваа збирка. Овдека јас учествував со мои 53 монети кои требаше на некој начин да ја дополнат збирката што веќе ја беше оформила Народна банка.
Ова е мојот почеток во античката нумизматика. При моето случајно одење во селото Бесвица Демискаписко, за прв пат има прилика да се сретнам и да пронајдам две антички монети кои му припаѓаат на римските императори Константин и Валенс. Со нумизматиката се занимавам 20 на години. Можда овие две монети беа причина да мојата занимавање со нумизматика го посветувам исклучиво на античката нумизматика. Случајното моје одење со мојот тетин од Стојаково за Бесвица Демиркаписко ми овозможи да дојдам до овие први две монети. Случајот сакаше да биде да он имаше некоја своја приватна работа, тоест да зиме арско ѓубре од Бесвица, а јас да му правам друштво, па тамо случајно чекајќи, јас почнав меѓу луѓето да се распитувам во селото Бесвица, кои поседува монети, така да дојдов до едни луѓе кои ми покажаа две монети во заеднички договор, они ми возложија тие две монети, јас од нив да ги откупам и така како драг спомен, тие две монети, како мој прв почеток, да кажеме, со античката нумизматика, тие две монети ден денеска ги сочува како дел од мојата колекција. Мојото прво допир со старите монети беше преку овој стар ковчег што го гледаме сега овдека, кој мојата мајка го беше донел како сваден дар при стапувањето во брак со мојот татко. Тука имав за прв пат да видам еден поголем број на стари монети кои кај мене оставија печаток и пробудија радозналост, така да во иднина тоа многу влијаеше врз мене да се распрашувам и да текнам сознание што всушност се тие монети, кому припаѓаат и што представуваат тие монети. Сето ова имав прилика да го сознајам кога јас бев доста мал, ми се чини некаде околу 10 на години, и кога за мене светот почнал да станува интересен. Што значи веќе буквално со нумизматиката другарувам околу 35 години. Некаде веќе околу 78 година јас почнав активно да се занимавам да колекционирам монети. Она што како ученик има прилика да го научам, сигурно беше исто така и дел од причината да јас се определам и да повеќе го проширам моето сознание пред се за антиката, која за мене беше предизвик за да навлезам во многу поголеми длабочини и многу поголеми сознанија за тоа каква била историјата на овие наши подрачја. Неуморно работи со нумизматиката. Јас во почетокот имав многу проблем за тоа, пошто финансиски не можевме да издржиме. Ќе го пратев на пазар да оди да купи да пазари. Он ќе се вратеше со некоја старина, така да многу имавме проблеми, но сега пошто финансиските средства се средија, така да мислам нема проблем. Он си ја врши својата работа. Јас, мојата, децата се околу него. Не се занимавам ја многу, али во одредени случаи му помагам. Кој ќе се врати од терен ми интересира така што нашол, што донел. И има едно приборче, четкичка за заби, така со онака ќе му помогнам прашината да избрише. Отприлика последните 5,5 до 6 години постепено, можеби индиректно, бев инволвирана во работата на татко ми. Посакав јас да се занимавам со сето тоа, меѓутоа тоа не дојде наеднаш, него се случи постепено.
На почетокот стануваше збор повеќе за некои си текстови, преводи повеќето од странска литература, најнапред англиски, германски. А потоа со текот на времето, како се запишав на факултет, како дојдов и јас во допир со предавањата за археологија, класична археологија пред се пројави интерес огромен и кај мене. Ова е монета на Диоклетијан, тој е еден од последните римски цареви и на него имаме надпис на латински јазик. Значи, конкретно овдека надписите повеќе името, да речеме, на владетелот, на императорот се наоѓа вообичаено на предната страна, поточно на реверсот, додека на задната страна на аверсот, овдека кај оваа монетка, имаме Concordia Militum, што би значело слога на војниците. Пајонските монети во најголем случај се наоѓаат во околината на Штип и во околината на Кавадрци. Додека од првиот период, да кажеме од 5-тиот и 4-тиот век, македонските монети, иако ретко, али може да се наоѓаат во Евгелиско-Волановската котлина, Струмица и во Прилепско-Битолскиот регион. Додека во вториот период од династијата на владењето на династијата на Антигонидите, монетите ми се чини дека буквално може да се најдат низ цела Македонија. Иако во северните делови се многу поретки, па затоа во средниот дел, како во источниот, така во западниот, а најмногу во јужниот дел, изобилува со наводи, да кажеме, на монети од Филип Петти и Персеј. Дел од нашето културно-историско минуто се и овие монети. Ретко се наоѓаат, но затоа за нас колекционерите представуваат право и вистинско задоволство. Најголем дел од овие монети, што јас во моментот ги држам во раката, се
лично од мене најдени на терен или дел од нив откупени во Сдруженијето на нумизматичари Пајон во Скопје. Карактеристично за монетокувањето во Стопската монетарница е разноврсноста представи на разни божештва кои се може да се видат на монетите. Покрај аверсниот дел, каде секој пат е остапен за императорот, на реверсниот дел може да видиме најразлични представи на разни божества од митологијата. Најчесто застапена представа е божицата на Тихе или исто така божицата Викторија. Исто така многу интересна е представата на монетите кои може да се види со персонификацијата на речните божества кои ги представуваат двете реки кои течат покрај Стоби, тоест реката Црна и Вардар. Се наоѓаме во амфитеатарот кој на почетокот сигурно се користел за разни јавни приредби, да покасно истиот приде пренаменет и во него се водат гладијаторски борби. Потврда на тоа се и овие доградени ѕидови кои на некој начин ги штител посетителите од опасноста на зверовите да не дојдат до нив и да некој од гледачите исто така не настрада. Како дел од она што се случувало во овој театар, да кажем, кога бил употребуван како гладијаторска цена, ние ќе прикажеме една таква цена од монетите кои биле ковани од пајонскиот владар Ликеј. Тука е прикажена борбата помеѓу Херакле и китеронскиот лав. За што всушност станува збор? Кога Херакле бил испратен во Китерон да чува стока, таму проблем му создавал лавот кој му ја јадел стоката, говедата. Затоа тој морал на некој начин да се справи со лавот. Но бидејќи лавот бил така цврст и неговата кожа не можела со ништо да се пребоди или да се убие лавот, тогаш на него му останал единствен начин во борба лично да го угуши лавот и како таков потоа да он го зиме неговиот скалп или кожа и ја употреби како заштита на неговата глава.